Почитувани присутни, почитувани гости, дами и господа, добар ден. Денес сме собрани овде пред споменикот на паднатите борци од Народно-ослободителната војна во чест на одбележување на 73 години од победата над фашизмот и 9 мај, денот на Европа. На денешен ден, пред 70 години, падна најголемото зло што му се закануваше на човечкиот род. Падна фашизмот како сила, како идеологија. Во тешко извојуваната слобода, животите ги загубија повеќе од 60 милиони луѓе. Од нив 24.000 биле македонци, а 153 биле делчевчани. На денешен ден, во 1945 година, со потпишување на безусловната капитулација на Германија и официјално беше ставен крај на Втората светска војна. Во неа учествуваа 61 земји, со вкупно 2,1 милиарда жители, или 96% од тогашното светско население. Последната светска војна, човештвото го чинеше повеќе од 50 милиони жители. Македонскиот народ масовно се вклучи во Народно-ослободителната војна и создаде собствена војска, командувана од својот главен штаб, која што беше респектирана и прифатена од антифашистичката коалиција. Денот на Европа и денот на победата против фашизмот. 9 мај е ден кога се одбележува европскиот идентитет. Ден на заедништвото на сите народи на стариот континент. Еден од најзначајните датуми во Европа, 9 мај, се обележува и како Ден на Европа, бидејќи го означува пресвртниот момент во кој е дефиниран идниот изглед на Европа. 5 години по германската капитулација, на 9 мај 1950 година, Роберт Шуман, тогашниот министер за надворешни работи на Франција, го представил својот предлог за формирање на Европска заедница за јаген и чели. Овој предлог, познат како Шуманова декларација, се смета за почеток на формирањето на денешната Европска унија. 9 мај, како Ден на Европа, го поставува единството, мир, слободата, просперитетот и заедничката работа на стариот континент. Се одбележува од 1985 година. 9 мај треба да послужи како потсетник дека фашизмот во Европа и во светот никогаш не е искорнет и вистински поразен и дека против него треба да се бориме и денес, секојдневно, бидејќи антифашизмот, рамноправноста и почитта меѓу луѓето, без оглед на нацијата, верата, расата и полот се цивилизацијски текови и вредности, кои мора да се негуваат. Во чест на сите храбри и загинати борци, за сите оние што ги дадоа своите животи за слободата, со големо поклонение кон нивната личност, ве поканувам сите присутни да им оддадеме почит со едноминутно молчење. Нека им е вечна слава. Слава! По повод 73 години од победата над фашизмот и 9 мај, денот на Европа, свежо цвеќе пред споменикот на паднатите борци ќе положат делегација на општина Делчево, организации, институции, политички партии, друженија на борците, друженија на граѓани и други. Нека пороват.
Почитувани присутни, почитувани гости, дами и господа, нека ни е честит празник. Со тоа денешниот сопир заврши. Берете во Айсберг кафе. Пријатно